500 дена без повреден рудар постигна нов рекорд рудникот за олово и цинк Саса во Македонска каменица. Генералниот директор на Саса Нил Стивенсон истакна дека ова е големо достигнување за безбедноста на рударите, а за нив како менаџмент најважно е што секој рудар по завршената смена во јамата може да си оди дома безбедно кај своето семејство. The company has over the last 18 months Во последните 18 месеци рудникот вложуваше многу во безбедноста и затоа го направивме побезбеден од порано. Во минатото имаше луѓе кои се повредуваа во Саса, но и кои што загинаа. Но бидејќи се фокусиравме пред се на безбедноста, ги обучивме нашите луѓе и денеска не се соочуваме со такви проблеми. Стивенсон пред новинарите во Саса денеска ја промовираше и новата инвестиција од 1 милион евра. Во работната единица флотација се монтира новиот млин, со што ќе се зголеми производството, но и безбедноста на вработените кои работат во оваа работна единица. Стивенсон вели дека новиот млин е најнова светска технологија. Целта со набавката на овој млин очекуваме зголемување на искористувањето на цинкот за некаде околу 2%. Причината зошто се одлучивме на овој чекор беше промената на физичко-механичките карактеристики на рудата во подлабоките делови од самото лежиште. На база на лабораториските испитувања беше потврдено од повеќе реномирани лаборатории дека е потребно поголемо домелување на грубиот концентрат за да се добие квалитет кој е потребен на самиот цинков концентрат како и искористување кое го имавме во минатото и истото да го зголемиме. Прашан за утрешниот штрајк кој го организира мултиетничкиот синдикат за образование, ако има и свој огранок во Македонска каменица, Стивенсон вели дека за него легитимен синдикат е постојниот, односно на СИЕР, со кого имаат и потпишано и колективни договори и со кого работеле за безбедноста и за зголемувањето на платите на вработените. Ние не веруваме дека оваа нова група на луѓе ги застапува нашите вработени. Има законски барања кои што овој синдикат треба да ги исполни за да се знае дали навистина ги застапува вработените. Баравме од новиот синдикат да ни дадат доказ дека навистина ги застапуваат вработените во Саса и тие тоа го одбија да го направат. Од наша перспектива ние навистина не знаеме кого тие застапуваат. Стивенсон забележува дека утрешниот штрајк е нелегален чин, бидејќи законот за работни односи на сите луѓе им гарантира додатна работа.